Благодарам, господине Джафери. На почетокот да го поздравиме првото присуство на господјата Цветанка Иванова како генерален секретар во салата за седници и да и посакаме, да и порачаме, да и препорачаме да се однесува еднакво према сите, одговорно и да биде генерален секретар на собранието за сите пратеници. Се надеваме дека ќе биде на ниво на задачата. Јас се јавувам процедурално, господине Джафери, во врска со случувања кои што се случија сношти доцна во собранието на Република Македонија, односно во согласност со член 128 став 6 од Деловникот за работа на собранието на Република Македонија, кој што јасно и прецизно вели за колегите уште еднаш 128 став 6, кој што јасно и прецизно вели председателот на работното тело го потпишува и е одговорен за неговата веродостојност, односно председателот на работното тело го потпишува извештајот и е одговорен за неговата веродостојност. Според нашите информации, извештајот од Комисијата за финансирање и буџет не е потпишан од председателот на Комисијата за финансирање и буџет, туку по нечија иницијатива е потпишан од други пратеници, што е спротивно на член 128 став 6 од Деловникот за работа на собранието на Република Македонија. И таквиот документ веќе е или многу наскоро ќе биде пратен како официјален документ, препратен веројатно од ваша страна до владата на Република Македонија, за да владата процесуира постапка околу дополнет предлог на буџетот. Бидејќи овој член е прекршен сношти, 128 став 6, собранието постапува надвор од овој член. Јас барам од вас да ни доставите прецизна информација во врска со ваквата состојба, да ни доставите извештај, да ни доставите кој го потпишал тој извештај, по можност пред тој извештај да го доставите до влада на Република Македонија, за да може да се усогласиме, да видиме како ваквото прекршување на Деловникот ќе биде третирано од ваша страна и од страна на пратениците во собранието, и затоа, за да има доволно време да ни го доставите тој материјал, барам пауза од 1 час. Благодарам.